прекрасна ова гледка која што можеме денеска да ја видиме на спортскиот стадион во Крива Паланка. Волку млади луѓе соберени со една мисла и со една цел, а тоа е поводот денот на Европската унија 9 мај. Дозволете ми од моје лично име, од името на општина Крива Паланка, да го честитам денот на Европската унија 9 мај и денот на победата над фашизмот. Она што практично ќе имаме можност да го видиме денеска во Крива Паланка, практично представува на дополнение на она што го правеше локалната самоуправа во изминатиот период, но и она што ќе го прави наредниот период. А токму тоа е фокусот на нашата работа да биде ставена кон младите луѓе и кон младиот човек. На моје огромно задоволство, во изминативе неколку години Крива Паланка е вистински расадник на млади таленти, како и во делот на спортот, така и во делот на културата. Уште поголемо моје задоволство ми представува што ја имавме таа можност Крива Паланка да биде еден од двата градови кој што ја доби Europe House и кој што практично со нивната работа на Димитар и на Благородна ги препознаа сите тие млади таленти и на некој начин успеа да ја фаворизираат тој нивен талент. Во наредниот период, она што ќе го правиме ние како локална самоуправа и верувам во заедничка, непосредна и секојдневна комуникација, како со Europe House во Крива Паланка, така и со делегацијата на Европската унија, е да креираме слични и вакви идентични настани, каде што фокусот ќе биде ставен токму кај младите и секако сите млади да ја добијат соодветно и безрезервно нашата целокупна поддршка. Уште еднашка го честитам 9 мај, денот на Европската унија, и посакувам денеска да имаме еден убав спортски возбудлив ден кој што верувам дека веќе од наредната година ќе прерасне во традиција. Kriva Palanka, first Europe House in Macedonia after Skopje. So it's most important Europe House is Kriva Palanka. Thank you for Europe House. Thank you, Major Mitowski, for your welcome. And enough words. Let's have fun. Let's go Kriva Palanka.